Оно што го видовме во Долнини се огромни илјадници хектари од вода однесена пченица, тутун, ченка и други земјоделски култури. Но причините кои што доведоа до тоа се и неисчистените речни канали и речните корита околу Долнини. Затоа сакаме да го потсетиме први Никола Груевски, дека милиони евра државата плаќаше во целиот овој период за чистење на речни канали, но сакаме да го потсетиме и на извештајот на Државниот завод за ревизија од оваа година, кој што токму констатира дека овие милиони евра се исплатени на фирмите кои што вршеле услуги, но без да постојат записници за таа работа. Ова е една од причините за овие штети кои што настанаа кај овие луѓе. Први, ниту се знае производната цена, ниту се знае пазарната цена. Тоа е обврска на институциите, токму обврска на агенцијата која што е со седиште во Битола за поддршка на развојот на земјоделието, е да ја дефинира преку сопствениот систем трошоците за цената на чинење на пченицата. Тоа имаат обврска да го прават преку нивниот систем, но тоа не се прави. Овие денови коси, болеста, јазлеста кожа, а од страна на државата, од страна на надлежните и на Агенцијата за храна и ветеринарство се прават огромни пропусти, огромни грешки кои што ги констатиравме и кои што беа потврдени токму од страна на Агенцијата за храна и ветеринарство. Затоа апелираме, ако има пари за барокни фасади, ако има уште пари за споменици, тогаш мора веднаш сточарите да бидат исплатени. Нема ниту еден сточар кој што до денес има добиено оштета за своите говеда кои што му се уништени или заколени, токму како резултат на ширењето на оваа болест која што се шири поради не функционирање на институциите, поради неспособност и некадарност и нестручност на институциите чие што обврска е токму ова. Ние ги нудиме токму затоа и нашите мерки, како што е зголемување на субвенциите за секој нов хектар, дополнителни субвенции, интервентен фонд од 3 милиони евра кој што е дел од нашите мерки, дел од нашата програма, а чие што цел е токму во вакви лоши ситуации да помогне на стабилизирање на цените на пазарот, токму тогаш кога има пореметување на понудата и побарувачката.